Александар и Дац ги слушнавме на Play Radio на 13 минути после 12 часот. Уште ми фали што е најава за разговорот кој што следува, затоа што утре вечер на сцената на Антички театар во Охрид концерт, односно Евергрин вечер ќе одржи познатото дуо Александар Митевски, Драган Спасов Дац. Ова за нив ќе биде практично прв концерт, а публиката ќе има можност да ужива во изведба на нивни песни, но ќе слушне и познати евергрини од земјава и регионот. Деталите ги слушаме од Драган Спасов Дац. Драган, јас прво ви благодарам што одвоивте време за овој разговор пред концерт, но еве можност да ги поздравите слушателите на Play Radio во Струга. Да, добар ден, многу ми е драго што сум на вашите бранови, близу до брановите на езерото, јас сум во Скопје, малку дека топличко и убаво е сега да си негде таму покрај езерото, сигурно. Така, ќе бидете и вие наскоро. Утре вечер публиката ќе ужива во вашите интерпретации заедно со Александар Митевски и од 2019 година функционирате како дуо. Искрено не знам дали е поточно ако кажам дека во современото живење знаете со песна да го вратите тоа романтично време кое што некогаш постоело, или пак баш ова модерно и стресно време умеете да го направите романтично и топло. Што ќе слушне и доживее публиката утре вечер? Утре вечер ќе слушне она што го слушаше цело време за време на карантинот. Значи, наши песни, добри, убави, познати референи, шлагери од регионот, песни кои што останале и оставиле трага. Така да, ова вечер утре ќе биде буквално една релаксирачка вечер каде што сите што ќе дојдат, гарантирам дека ќе знаат сите песни и ќе пеат заедно со нас. Така, тоа е и најважно. Јас можам од овде да ви го пренесам расположението на публиката во смисла дека нудите вистински музички рај на многу суптилен начин и секоја песна или преработка го најде патот до љубителите на музичката уметност, но можам посебно да ви кажам дека уште ми фалише песна химна за сите генерации која што овде редовно секој си ја подпевнува. Кажете ми како дојде идејата за концерт, значи ли тоа дека публиката ви покажа дека е жедна за во живо да го слушне сето она што досега го сработивте? На нашата страна имаме околу 40.000 луѓе кои што не следат. На вистина буквално дојде од нашата публика која што сака да не види во живо и која што секојдневно буквално бараше негде да се видиме во некој простор. Овој е првиот наш концерт кој што ќе го направиме, баш е добро што ќе биде во Охрид и во Античкиот театар, затоа што е многу битно. Цело време говориме за тоа дека треба да се внимава на препораките и да внимаваме како се однесуваме во одредени ситуации, да носиме маски и така натаму и да држиме дистанца. Така да овдека е идеален простор за да може да се обере доволна публика, а да има дистанца. Да, токму така. И затоа ни се допадна овој простор, и затоа имавме понуди на други места да одиме. Ги одбивме, наискрено ви кажувам, затоа што не сакавме да направиме, не сакавме да дојде во иднина да биде кластер Дац и Александар. Така, нема да биде кластер во секој случај, затоа што Античкиот театар ви е совршен простор за тоа. Да споменавме дека имавте и среќна среда вчера, односно им овозможивте на сите оние кои што сакаат да дојдат на концертот, колку билети и да купат, добија уште толку гратис. Навистина многу креативно. Каков е интересот досега? Јас мислам дека има уште малку карти. Навистина така како што знам, никогаш јас работам цел живот со публика, глумец сум. Така да никогаш не сум прашувал колку карти има продадено. Така да и сега не прашувам, знам дека ќе има луѓе, ќе има карти продадени, ќе дојдат. Само мислам дека ми рекоа дека нема уште многу.
Така, со Тоа е. оглед на тоа дека и капацитетот на Античкиот театар е оправдано поради COVID-19 преполовен, верувајте дека ќе видите дека е тоа убаво затоа што ќе биде еден господски концерт каде што ќе седат луѓе и ќе уживаат во романтиката која што ќе ја понудите. Вие сте пред се актер. Во една прилика рековте дека животот е представа во која што сами си го избираме жанрот. Сега ако Така е. изгенерализираме, живееме во многу чудна година. Кажете ми од каде ја црпите таа позитивна енергија? Се гледа дека заедно со Митевски имавте и желба и начин дури и карантинските денови да ни ги разубавите со музика. Сега патуваме со вашиот љубовен пасош, одлично запеавте дури и на турски. Па, знаете што, веројатно сме слични по душа, јас и Александар. Зато ние сме различна генерација, доста години се меѓу нас, но не сме нешто многу, не е тоа страшно, ама душата ни е слична. Така да, ова што го правиме, знаеме да го направиме и го правиме пред се и за нас самите. Тој карантинскиот период кога бевме сите пикнати по дома, го правевме заради тоа што пред се и нас да не биде забавно. Нас ни беше забавно и дома, на целата фамилија, затоа што сите бевме ангажирани околу снимањето на видеата, на гласот прво снимање, видеа, музики, префрлување од Александар кај мене, јас на Александар, па видеото снимање, па сите во куќата нешто подаваат реквизити и така натаму. Така да некој снима, кој дофрла текст и така натаму. Така да се забавувавме и ние дека ги правевме тие сите видеа, сите песни што ги направивме, а беа веќе над 5-6. Така, затоа и успеавте, заради тоа што не беше направено вештачки, туку се гледаше дека и вие се забавувавте и дадовте во едно време кога на сите ни беше тешко да седиме дома толку затворени, направивте еден позитивен фокус. Јас ви благодарам за овој разговор, уште еднаш ги покануваме сите оние кои што сакаат Evergreen вечер за буквално како што рековте за душа да бидат утре вечер на Антички театар. Јас ќе си дозволам да завршам со тоа дека рециталот на Ей Гиди на текст на Ана Бунтовска е најдобриот рецитал кој што е некогаш направен во земјава, понекогаш си имаме право и ние новинарите да имаме мислење, нели? Благодарам, навистина ете тој рецитал испадна така што јас седевме во студио кај Митевски, јас случајно ја прочитав за Ана Бунтовска, ја сакам многу прекрасно пишува. Така. И ја сакам поезијата и ја го прочитав реков ајде ова да го оцениме и да го направиме. И заедно го направивме и после го пуштивме на Ана. Ана беше тотално збунета, пошто не може поима што правиме. Так. Тотално беше збунета, што ми направивте. Така да, и мене многу ми се допаѓа таа Егиди како е направена комплетно. Да, тоа треба да биде лекција за совршена дикција. Дефинитивно. А мојата професија е поврзана со дикцијата, така да мора да биде барем на некој ниво. Така, апсолутно на многу високо ниво беше, а верувам дека, односно сигурна сум дека ќе биде и концертот. Многу ви благодарам, верувам дека ќе имате убав престој во овој регион. Знам дека многу стружани ќе дојдат на концертот, па се гледаме утре вечер на Антички театар. Благодарам, се најубаво, поздрав за сите слушатели. Поздрав.